Днес ми стигна един пакет, да ви покажа. Сработи за наръчка, ще я наръча в пред някой ден. Искрено 24 да стигне. Тук имам ова е нещо, што ќе го користам во колачината за айсингот. Ова е иначе сироп од кочан, корн сироп. Тоа е тоа. Мислам дека се двете работи стигнати, но треба ми стигне уште една состојка и уште друга состојка што треба да препорачам. Друго нешто што сакам да отвориме заедно е овој Diamond Painting, што го добив поклон за роден ден. Знаете, кога ги отворив поклоните. Искрено, до сега би ми било отворено, но чекав момент за видео. Тук има и некое упатство за користење, како што можете да видите. Тука се сите бои што се користат. Тука имаме алатки. Искрено јас ова уште не знам како се користи, но можеме првен да ги сортираме боите во овие, како да ги наречам, кутивчиња. Значи, така. Супер изгледа. Се надевам дека има вакви екстра, да речам резерва. Ова ќе го пресечам за да го имам, за да знам за која боја се работи, затоа што знам дека подоцна ќе ми треба. Ето, поставам вака. Следна. Некој бој има повеќе, некој помалце. Зависи сликата. Има баш много бои. Треба да се потрудиме. Упс.
това ми влезе много другата боя. Днеска извадох зап. Затова вече зборувам. Малце ми е потечено и трябва да стигам. Той е умник. За най-добрата сестра на света, видете. Тарам! Еве го. Еве ситуацията е ваква. Тук направих нещо. Се гледа. Вики почнува да се познава. Сега да видим що се случва по-натаму. Малце ми е хаос, но барем нещо правам. Еве, правиме торти. Како што видовте, правехме торта. Имаме две прослави. Едната е роден ден на моја братучеда девојче в недела, а другата е годишнија на мајка ми и татко ми. Исто така имаме и слава, петков ден кај мајка ми и татко ми, па затоа јас и сестра им правевме торти. Не ви ги снимав како изгледаат финиш, затоа што се уште не се готови. Ги правевме само филовите, да ги ставиме во фриждер, за да можеме добро да ја филоваме тортата, тоест тортите. Видовте на почетокот на влогот, ви кажав дека извадов умник и се чувствувам многу добро. Иако сум сега шминкана, никако не ми помодре, не ми остана жолто, како што ми кажуваа и така. Имам уште 2 умници за вадење, но чекам малце да се стабилизирам. Искрено се наеднаш не можам. Видовте Diamond Painting, дека почнав малце да правам, но многу ме изморува и ме боли грбот, затоа што морам да го правам на малата маса. Денес искрено се чувствувам добро. Снимав неколку видеа за Германија. Не знам дали ќе излезат пред овај влог или после. Не е ни важно. Знам дека тоа заработи што многу луѓе чекаат од мене и што сакаат да гледаат, не само влогови. Планирав да ја правам свадбата, да ја сечам, да објавам некој шорт, може би. Последно сум активна со шортови, тоа баш некако ми годи. Треба да декорирам за Халовин. Знаете дека купив многу декорации, но се уште неам така, некако се чувствувам како заспана. Ви кажував дека правев колачина во претходниот влог, но се уште ми нема стигнат уште 2 работи што ми се потребни за шлагот или тој кралска глазура, како се вика, Royal Icing. Не сакам само да пустам шејкер да пробувам нешто што мислам дека нема да ми успее, затоа чекам. Ми стигна само 2 работи, сега ќе ви покажам. Тие се за рецептот.
Сега ќе ви покажам. Еве да видите, ова е тоа корн сироп или сироп од кочан. И ова е глицерин што се користи за поголема трајност на торти и колачи. Сите се од добри фирми, значи не купувам глупости за јадење, затоа што на крај и јас тоа ќе го јадам. Ја користев оваа ванила, што одма некако ми се потроше, но имам уште една. Макар мислев дека треба да дадам светла ванила екстракт, затоа што не сакам да ми се обои, ама ќе ставам кесички ванила. Ќе ставам од овие кесички ванила во тоа, за да не ми се обои кафена, затоа што ми треба бела глазура за духовите. И да ви кажам, купив нови бои. Тука има жолта, розева, портокалова, бела. И овие што ги имав со плава, црвена, жолта, зелена. Додуша тука само од црвената ја искористив малце. Тоа е тоа. Видете колку сум јас цела македонски продукти. Кај ми е какао, кафе, Нескафе. Се што може да се користи. И Нескафе за маткање. Знаете на што го правам во оваа машина. Не знам што да ви кажам, за денеска сум стварно готова. Мислам дека се распаѓам. Снимав видео, се ми е хаос. Го преместов ова, се гледа на една слика, ги сменував перничината, се гледа, таму едитирам видео, таму таблети за да не ме заболи забот. Red Bull пиев, не можев да се освестам вода. Сите овие видеа што ми беа планирани ги снимав освен едно. И микрофонот ми се испразне, треба да го ставам на полнење. Дали купевте мали јадевте јогурт и леп? Значи, јас ја најдов оваа моја кравица павлака со лепче. Ме подсетува исто како бев мала. Преубаво нешто. Денес ќе одиме на слава и на роден ден. Сакав да ви покажам што имам купено за роден ден. Се работи за детски поклони. Ги купив овие како адвент календари со чоколадо. Купив фломастери, боенки и едно киндер јајце. Не може да верувате во каков хаос сум. Шарам колачина за Халоуин. Имам работа. Да ви покажам. Видете колку убаво испадна. Прекрасно. Тука едно скршев. Како бисквита. Ова ми е многу убаво. Тиквите исто. Ова е многу убаво. Ова за Халоуин. Духчината. Презадоволна сум. Пишете ми како ви се бендисува. За рецептот за колачињата ќе ви оставам линк да видите од кој видеа го прегледував. Исто и за кралската глазура, но морам да кажам дека колачината се премногу благи. Се користи многу шеќер во смесата, се користи шеќер во глазурата, се користи кафен шеќер во смесата. Преблаги се и мислам дека доколку би го сменила рецептот, барем за колачината, за глазурата не, мислам дека би добила поубав вкус. Јас обожавам ванилици и оние ванилици што се со бадем. Мислам дека следно кога ќе правам вакви колачиња ќе
го правам тој рецепт. Сега јас се плашам од премногу пукање на колачината. Знаете дека некои ванилици некојаш кога правиме пукаат или останува како траги. Не знам дали ќе ми успее и дали ќе можам такви колачиња да шарам, но во секој случај ќе пробам. И следниот пат кога ќе правам колачиња, ќе ви снимам видео да видите точно како тоа се јас го правам. Планирав и овој пат да ви го снимам цел процес, но искрено затоа што прв пат ги правев и не бев сигурна дали воопшто ќе ми успее. Бев доволно нервозна дали ќе успее, дали нема да успее, па не сакав и да снимам и со тоа дупло да се нервирам, затоа што не е баш едноставно да се снима и да се прави друго нешто. Ќе ви оставам видеа, слики да видите како изгледаат двете торти што ги правевме со сестра ми, што ви спомнав на средината на овој влог, да видите како испадна. Значи таа е преталентирана и премногу сака такви работи, навистина професионална е, можам да кажам. За сликата што ја правам од Diamond Painting, се уште не ми е готова, затоа што овој период малце бев баш зафатена. Кога ќе ми биде готова, ќе ви ја покажам, сигурно ќе ја видите во следните денови. За Халовин јас не украсив, затоа што и немав време. И не беше нешто баш украсено во околинава моја, комшиите, така да не успеав да стасам, не успеав да се мотивирам да земам да ги ставам работите, но видовте што се купив и мислам дека ги искористам идната година. Тоа е тоа што се однесува до овој влог. Се надевам дека ви се допадна. Доколку ви се допадна, ставете лайк, subscribe. Ние се гледам во моето следно видео. Чао!